Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција се објавените мерки на Европската комисија за ограничување на увозот на челични производи во Европската унија за наредните 3 години. За таа цел на денешната пресконференција ќе говори доктор Митко Кочовски, председател на Сдруженијето на металургијата во Стопанската комора на Македонија. Повелете. Поздрав и од мене до сите. Овој проблем за кој што зборуваме го соопштуваме денеска во рамките на редовното информирање кое што комората го прави од активноста на Сдруженијето. Не дека за овој проблем ние не зборувавме и претходно и не дека не беше навестен како проблем, но на 15 јануари Европската комисија ги извести земјите членки дека времените мерки кои што треба да важат до почетокот на февруари истекуваат и дека ограничувањата за увоз на челични производи во земјите членки на Унијата ќе важат како трајни мерки во наредните 3 години. Тоа е таа неповолна ситуација која што ја погодува оваа индустрија и со најавените мерки што се, најавените, односно веќе донесените мерки соопштени на 15 јануари, ја погодуваат целата челична индустрија, што не сме имале ситуација од поодамна. Значи, сите челични производи, со исклучок на бетонското железо од производната програма на Дојран Стил, се погодени со овие ограничувања. Цевките и профилите, топловаланите лимови, ладноваланите лимови, поцинкуваните лимови, современите мерки не беа опфатени поцинкуваните и ладноваланите и пластифицираните, сега се и тие погодени со овие мерки. И сето тоа нормално кај оваа индустријска структура внесува голема загриженост, затоа што после една добра година 2018, кога за прв пат почувствувавме стабилизирање на пазарот и малце понормални пазарни токови, повторно ќе се соочиме со ограничувања кои што оваа ситуација ќе ја направат прилично неизвестна во периодот што престои. Сега да одиме по производи. За челичните цевки и профили е определена, значи има тука два вида ограничување. Национална квота, кај што како Македонија и производ се ограничени, и имаме глобална квота, кај што во рамките на вкупниот увоз се определени количините. Значи, за челичните цевки и профили е определена национална квота. И таа е определена врз основа на увоз во Европска Унија во изминатите 3 години, 15, 16 и 17. Значи не е земена 18 која беше малце поповолна, а земени се како основа 3 години кога пазарните прилики во оние посткризни години беа поприлично неповолни. За целата индустрија на цевки и профили, тука се 3 субјекти, значи фабриката за најголема фабриката Игентрейт од Кавадарци, фабриката за цевки во Куманово и Металпромет од Струмица. Ако во 2018 од оваа групација во Европа беа пласирани и реализирани 180.000 тони, националната квота им обезбедува за наредниот период 110.000 тони. Тоа се значи 70.000 тони помалку. Искажано во бројки некаде 45 милиони евра помалку очекувани приходи годишно во наредниот период, или 210.000 тони додека мерките важат 3 години, или 135 милиони евра помалце приходи од тоа што се остварени во 2018 година. Ова е едниот проблем. Може би уште потежок, не опфатен со овие мерки, но со мерки кои што се во тек, антидампиншки истраги се водат против трите производители на цевки кај нас во различна фаза, кај секој производител. Истрагата е во различен степен на наследење, треба да заврши некаде до крајот на првото полугодие, но тоа е уште една закана каде што евентуалниот неповолен исход може да значи дополнителни антидампиншки такси и дополнително
влошување на ситуацијата. Кај оваа групација на производители ние имавме проблем и уште современите мерки кои што квотите ги определија на многу ниско ниво и тие беа исцрпени уште некаде во почетокот на декември. Значи тие се соочени и сега заради немање на квота од времен карактер, од овие квоти што 10 месеци важеа до 4 февруари, се соочени со проблем да немаат квота и да се принудени да го редуцираат производството и да се ориентираат на продажби надвор од Европската Унија, а Европската Унија е носечко пазарно одредиште за овие производители, кај што преку 60% од пласманот оди на тие пазари. Сега прашање е кои можности стојат на располагање во оваа ситуација. Едната е можност зголемување на националната квота во четвртиот квартал за 5% како можност. Доколку се исцрпи до трети квартал, во четврти квартал да се бава зголемување. Ако од 180.000 се спуштиш на 110.000 квота, 5% се 5.000 тони. Ништо битно нема да се промени во смисла на влијанието или во смисла на можноста нешто да се позначително подобри. Втората можност е барање дел од глобалната квота. Доколку во четвртиот квартал и националната квота се потроши. Мала е веројатноста ако се потроши националната да остане простор кај глобална. Што значи ситуацијата е исто така прилично неполна. Кои би биле негативните реперкусии кај производителите на цевки и профили? Првин, нереализирани приходи од 45 милиони евра годишно, 135 милиони за 3 години. Тоа би бил сериозен удар на економијата на нивното работење. Не ги зимам тука во предвид евентуалните реперкусии од антидампиншките мерки, доколку бидат воведени, ако не успеат да се пред овие комисии во антидампиншката истрага да се извлечат. Втората е работа заради намалено производство од цирка 70.000 тони на годишно ниво или 210.000 тони за 3 години, ние би имале значително зголемување на фиксните трошоци по единица производ, што исто така ќе представува сериозен удар на конкурентноста на нивните производи при пласманот во Унијата. Ако квотите бидат истрошени, ќе се доведеме во ситуација на редуцирање на производството, губење залет, отежнато договарање на подол крок, комерцијални договарања на подол крок заради неизвестноста околу искористеноста или неискористеноста на квотите. Не можеш да договараш аранжмани за подолгорочни за наредни 2-3 години, кога не знаеш каде ќе се најдеш во поглед на квотите, а оваа индустрија е карактеристична по тоа што има и таков тип и најмногу и за таков тип на комерцијални аранжмани станува збор. И последно или можеби не помалку важно од сето тоа, го доведува во прашање реализирањето на инвестиционите активности, зашто сите овие фабрики нормално, како секоја друга индустрија, се под постојан конкурентски притисок да мора да го напредуваат своето производство, подигање на продуктивност, подобрување на енергетска ефикасност, така да сите овие инвестициони вложувања што треба да ги правиш во услови на ваква неизвестност се доведуваат во прашање. Значи, тоа е околу цевките и профилите. Кај топловалните лимови, од производната програма на Макстил, имаме глобална квота. И таа е исто така определена на прилично ниско ниво врз основа на реализирани увози во Европската Унија во последните години 15, 16 и 17. Кога пазарот начели, кога станува збор за овие флет продакс, така наречени, топловалани производи, беше се уште во стагнација. Глобалната квота за оваа група на производи, така се група 7, се овие топловаланите лимови, и е 2,8 милиони тони. Значи,
ограничен е увозот во Европска Унија на топловалани дебели лимови на 2,8 милиони тони. Добра околност во оваа ситуација е што четирите најголеми извозници во Унијата, Украина, која учествува со 30%, Русија со 11%, Јужна Кореја со 19% и Индонезија со 14%, или сите заедно 3/4 од вкупниот увоз што Унијата го има, се ограничени со максимални количини на 1.600.000 тони. Овие 4 земји не може да продават повеќе од 1.600.000 тони во Унијата и остануваат до 2.800.000, 1.200.000 тони за сите останати земји кои што треба да продават. Принципот на трошење на квотата е кој прие негова девојка. Значи, кој прв ќе побара квота, прв ќе биде услужен и нема никаква сигурност дека нема квотата да биде искористена порано, со оглед на тоа што јас ќе ви прочитам после и некои бројки, ќе видите, во оваа група на останати земји, како поголеми се јавуваат Индонезија, Турција, Бразил, Јапонија, Иран, кои што имаат драстично зголемување во изминатава декада на извозот на своите производи во Унијата, што значи дека нема никаква сигурност дека тие тоа нема да го направат и во наредниот период и да ја исполнат квотата и да не остане место за... Ако Макстил минатата година извезе во Унијата 166.000 тони и ако оваа година заради овие околности не успее да обезбеди квота и таја некаде извозот падне на 100 до 120.000 тони, ќе има некаде 25 милиони евра помалку, зашто Макстил работи услужни преработки за дуферко, значи само како додадена вредност ќе има нереализирани приходи од 25 милиони евра. Сега, знаете, кога се вакви прилики на глобалните пазари, сега ќе речете тачно, Јужна Кореја има лимитиран извоз во Унијата. Ама Јужна Кореја има joint venture во Индонезија. Сега таа може некакви комерцијални гимнастики да прави преку динамизирање на производството на своја фабрика во Индонезија да се појави на европски. Значи, постојат и такви бојазности кај што уште повеќе оваа неизвестност ја засилува. За Кина се воведени заштитни цари. И едната, да речеме, позитивна, како вика тоа, док некоме не смркне, другоме не ќе да сване, значи, бидејќи се за Кина воведени заштитни царини, се смета дека Кина ќе има затворени врати за пласман во Унијата и ќе остави место за другите земји, иначе Кина беше најголем износ. И тоа не нуди никаква гаранција, не значи дека Кина не може и по цена на намалување на цените на своите производи да се појави на европскиот пазар. И овде, и кај оваа група на производи, можните реперкусии може да бидат многу неповолни. Евентуалното редуцирано производство заради потрошената квота, покрај овие финансиски консеквенции, кои што ви ги кажав, во услови на кога фиксните трошоци се милион евра месечно, може да ја доведе во прашање својата конкурентност заради високи трошоци по основ на фиксни трошоци по единица производ. Тука па уште повеќе доаѓаат до израз неизвестностите на долг рок, затоа што топловаланите дебели лимови се употребуваат во сериозни инвестициони проекти. Бродоградба, градежништво, крупни инфраструктурни проекти, цевоводи и така натаму, кај што ти не можеш, кога имаш неизвестност дали ќе имаш квота или не, да договараш за наредни 3 години, а ние веќе договараме за 2020 година. Оваа неизвестност создава резерви кај деловните банки, така да ситуацијата ја прават прилично загрижувачка и ние сите сме сериозно загрижени заради овие состојби. Нареднијата група производи се пластифицираните производи од производната програма на ArcelorMittal, сега таму има нов собственик, Liberty Group е британска компанија, и тие се на национална квота.
и од 72.000 тони колку што произведуваат пластифицирани лимови, половината и повеќе од половината одат во Унијата. Ладноваланите и поценкуваните лимови кои што досега не беа ограничени, сега се ставени на глобална квота. За овие производи носечки пазар е Балканот, затоа што со купувањето на ИЛВА од страна на ArcelorMittal на некои пазари сегашнава наша ладна валавница е истисната, но како и да е, тие се надеваат дека заради увозот на полуфабрикат од Унијата нема да бидат опфатени со ограничувањата. Толкувањето на ограничувањата не го потврдува ова што тие го посакуваат и јас мислам дека овие мерки ќе значат и за нив сериозна неизвестност и што значи дека и оваа индустријска групација ќе биде погодена и проблемот не завршува тука. Значи, ако количинските ограничувања за пласма на нашите производи во Унијата ги покажат, ги манифестираат сите овие неизвестности кои што не оптеретува, ќе страдат и сите поврзани индустрии што со нас заедно учествуваат во процесот на репродукцијата до крајната периферија на репродукцијскиот процес. Значи сите наши снабдувачи со суровини, материјали, услуги, транспортни услуги, енергетика, што ја знам, се друго што во ланецот на снабдување е поврзан со нашето работење, заради евентуалното ограничување на производството, ќе трпи и ќе има реперкусии врз динамизирањето на целокупната економска активност, затоа што оваа индустријска структура е кај нас влијателна. Сега ќе речете дали животот ќе престане? Нема да престане. И не сакаме да создаваме некаква нервоза или некаква страхување кај сите, но дека ќе има реперкусии на вкупните економски показатели на државата, ќе има. Кај оваа групација ќе биде тоа посебно изразено, тоа сигурно дека покрај рефлексиите на нивните резултати ќе се рефлектира на нивните развојни планови, на динамиката на индустријското производство, на трошоците на работење и така натаму, и ќе треба да живееме со вакви проблеми во наредни 3 години. Дали правевме како држава доволно на планот на информирање на европската јавност за консеквенциите. За прв пат после долги години активност кај што и моја и на Сдруженијето, ние имавме фантастична соработка со секторот за евроинтеграција, службата на Тилев таму. Значи, учествувавме во сите анализи, сите согледувања, сите реперкусии да бидат предочени. Се обави средба на потпредседателот на влада со Сесилија Мелстрем, со комесарот за трговија за DigiTrade. Премиерот зборуваше со Јункер, се држеше технички состанок во Скопје и во Брисел, значи за сите овие работи и за политичките аспекти, значи важниот момент сега пред пристапниот период, политичката стабилност на земјата и судбината на економските реформи, сето тоа беше предочено. Бидејќи овие мерки ги донесува DigiTrade, тие рекоа дека ние не сме адреса кај што за политичките објаснување за ова треба да се обраќате, така да овие мерки важат за сите земји и исклучок не е така да не успеавме да обезбедиме исклучок, инаку барањето на нашето здружение преку овие сите инстанции кои претходно ви ги споменав беше да се определи национална квота за Македонија за сите овие производи и количините да се определат на некој период од пред кризните години, пред 2008, кога имавме ние нормални продажби, за да може оваа индустрија, во вака малку подобрени пазарни околности, да екзистира во наредниот период. За жал, со воведувањето на овие мерки кои што се линеарни за сите, овие наши барања не беа уважени.